На местото каде што имаше вода сега расте трева. Сувата зима и летото со рекордно високи температури рече се испразни многу од браните во Истанбул. Управата за водовод и канализација во градот редовно ги ажурира опаѓачките нивоа на браната и предупредува на потребата од зачувување. Беа објавени итни напори за долгорочни планови. Градоначалникот на Истанбул Екрем Имамоглу вината ја префрли на климатските промени. Dünyanın önündeki en büyük Климатската криза е најголемата закана за светот. Борбата мора да расте се повеќе и повеќе. Водата сега се испумпува на речиси 200 километри од турската река Мелен до Истанбул, за да се задоволат потребите на градот. Сепак, уникатната местоположба на Истанбул ги комплицира овие напори. Босфор го дели Истанбул со Европа и Азија, што ја прави местоположбата се понезгодна во однос на залихите со вода на двата континента. We have got an integrated water management and doing the most optimizations. Имаме интегрирано управување со водите и правиме оптимизациони студии. Земаме вода од реката Мелен и од Азискиот ја пренесуваме на европскиот дел. Изворите на вода се поголеми во азискиот дел, иако таму се наоѓа 35% од населението на Истанбул, додека 65% се во европскиот дел на градот. Властите за водоснабдување се подпираат на технологијата за сузбивање на прекомерна употреба на водата. Тие што користат многу вода, добиваат известување со кои се предупредуваат за нивната потрошувачка, а се нудат и специјални вентили за намалување на притисокот на водата. Експертите предупредуваат дека со рекордните температури што го зголемуваат испарувањето на преостанатата вода во браните на Истанбул, времето за градот би можело да истече ако наскоро не заврне дожд. They have already explained that use water as efficient as possible. Тие веќе објаснија да се користи водата што е можно поефикасно и ако нема доволно врнежи на почетокот од септември или октомври, Управата за водоснабдување во Истанбул ќе спроведе некои мерки како што се контроли за користење на водата. Властите за водоснабдување во Истанбул велат дека се решени да избегнат прекини на вода, но признаваат дека се соочуваат со зголемен недостиг. I cannot say it's not a problem. Не можам да кажам дека тоа не е проблем, но како што ви кажав, се обидуваме да дадеме се од себе додека да падне дожд. Градоначалникот на Истанбул Имамоглу очекува што поскоро да падне дожд за во градот да се избегне недостиг на вода, бидејќи наредната година тоа може да се одрази на неговиот реизбор. А председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган изјави дека неговата партија ќе ја врати контролата врз најголемиот турски град.